Поздрав екипа, како што гледате денеска се наоѓаме у гаража за да го монтираме китот со халогенки. Сега овдека имаме све што ни треба, ја мислам дека собрав све буквално што ми треба. Имаме кала, имаме леткум за обалување жици, маунтот за држачите, 3 халогенки, една талника и моторот и овие што се носачите. Обавезно жици, имаме едно реле и прекидач за да ги направиме, за да може да ги активираме да не светат цело време. Кога ќе јас сакам да ги направам кога ќе пуштам долго светло, да се палат и сите 4, а некогаш кога ќе возам низ град, прекидачот ќе го користам за тоа за да можам да ги исклучам кога ќе пуштам долго да не се пали ни едно светло. Зашто и малце незаконски да има толку премногу светло. На главното сега ќе правиме подготовка, ќе ги спремиме жиците, ќе ги спремиме све, ќе ги склопиме комплетно како што треба. Мора да ги продолжиме каблите на халогенките, пошто многу кратки. Ќе ги продолжиме отприлика по 60 сантими. 60 сантими секоја халогенка ќе продолжиме, убаво со изолер ќе изолираме и ќе го внесеме моторот да видиме како ќе стои до кај ќе ни треба кабли. Но тоа све ќе ви објаснам како ќе оди чекор по чекор. Во едно видео, ова видео ќе може да ви служи како туторијал, како ќе може да наместите сами халогенки, како да го поврзате релето. Не дека јас сум најпаметен, дека знам све, него некој можеби и не знае. Ова мислам дека ќе му биде доста и корисно видео. Така да, уживајте во видеото. Прво каблите, што мора да ги одголиме, 8 кабли, има 4 кабли се плюс и 4 кабли се за минус жицата. Земаме сите кабли, ги одголуваме од едната страна, од другата ги оставаме како што се, пошто ќе мора да ги проткнуваме во моторот, каде што треба да стојат во внатрешност, тука инсталација. Ги завршуваме сите кабли и земаме халогенките и ставаме калај. Секогаш користам калај на жиците, каде што мислам дека дава подобар контакт и како посигурно да што само да ги заврзате и да ги оставите со изолер. Потоа ставам термоцрево. Термоцрево користам како задолжително кога се работи за инсталација на возило. Од кога ги продолживме сите кабли, сега иде стигнавме до монтажа на овие што се држачите. Тие имаат од страна 2 дупчиња, исто како и овие држачи, и се монтира прво држачот што доаѓа на држачот за ролбарот. И вака доаѓаат. Значи прво го монтираме ова што е искривеното. Да ги погодиме двете. Сега ова се мести на два начини за да има поголем агол на превиткување. Сега многу е битно дали ви треба нагоре или надоле да има поголем агол на поддесување. Мене во овој случај ми треба за нагоре да има. И затоа го местам на овој начин. Но тоа ќе го наместите вие како ви одговара. Штрафовите само да фаќате по малце, затоа што нахнам, значи треба да ги штелувате на ролбарот кој ќе се постават. Ја само малце ќе ги зафатам, нема да ги стигнам до крај. И тоа изгледа вака. Не е лошо, ова ќе одлепим на крај кој ќе наместим. И ја продолжуваме процедурата на сите исто. Еден мал апдейт. Направив јас грешка, но мора прво да се стават штрафовите што се за ова, за да можете да ги наместите подоцна. Го завршив и тоа. Направивме сите исто и сега ќе одиме мотор да внесеме да видиме како ќе стои и ќе ги наместиме овие држачи, прво долните па после горните. Едните се алумински, погрешка нарачени, другите мислам пластичните се погрешка нарачени, а ми делува дека доста се јаки. Овие горните алумински ќе видите.
Сега наместиме држачите. Мислам дека нема да треба да ставам тие гумите. И најсоодветно кој што гледав, поставам доле, ми иде кривина надоле. Само што ќе се исправи на оваа позиција, мислам дека е најсоодветно. Ова сега ќе видим. Прво ќе наместам ово. Сега мора да ги провлечеме каблите до внатрешност. Само бацим тесно тука. Најлесно се провлекува кабел, што гледам дека тука има празнина. И сега од тука како ќе ми биде. Ќе ги врзам сите заедно за ова црево. Добро. Полесно што мислев дека ќе биде. Да ви направам еден мал апдейт. Сега вака се случува овдека, дока стигнавме. Тука ги каблирав, не се гледа убаво со ова, ги каблирав све каблите, да одат убаво до таму, ги пуштив плусовите вонатре, ги собрав сите на куп. Сега треба овие сите плусовите сега треба сите да ги спојам на релето и минусите исто треба да ги спојам директно на минус на акумулаторот. И уште едно нешто, за да го направам да ми работи на блендирање, мора да пуштам кабел од директно од сетницата, извадам, што ќе оди исто до овдека и што ќе се поврзи на релето. Кога сме кај релето. Вака стојат работите. Светла. Направиме жица со осигурач. Оваа жица иде директно од акумулаторот преку осигурач на 30 на релето. На секој реле пишува бројка 30. Ево тука број 30. Значи директно од акумулатор преку 15 осигурач на реле на 30. Ако имате две халогенки, убаво може да се стави и 10 осигурач. Може би подобро е 10, да не биде 15. Е сега, 85-ка иде маса од моторот. Значи може директно од 0 се седа, на 85-ка. На 86-ка жицата што добива струја, значи жицата од фарот иде на 86-ка. И на 87 иде жицата од двете халогенки. 30-ка директно од акумулатор. 87 црвените од халогенките. 85 маса од моторот. И 86
жицата од фарот што ќе влечам од долгото светло, за кој ќе бендирам да дава сигнал на релето. Релето го ставам поради да избегнам оптоварување на постоечката фабричка инсталација на моторот. Доколку сакате да заштитите инсталацијата, мора да ставите реле. И целата струја си влече од акумулатор, а нема никакво оптоварување инсталацијата од моторот. И плюс додатно релето служи за да не прегори овој джек. Оваа типка што е за долго, за да не прегори, ја штити нејзи. Фактички нема оптоварување нејзи ништо, си влечам од фарот, преку реле се палат и тие. Пошто ми се испразни телефонот, не можам да снимам, да го склопам релето како што треба све и ќе го поврзам и ќе ви го објаснам уште еднашка и да пробаме што како работи. Ми останува да врзам уште масата, да врзам нула и да ги врзам нулите, да ги соберам од ова и од фар. Немам црна, ќе користам бела за масата, за струјата користам црвени, али за ова ќе идам со бел. Нема да е таа проблем. Минусите да се гледат малце не е страшно и да допрат на некој метал нема галја, пошто минус е минус, нема струја, нема ништо. Но доколку за плюсот мора максимално да се заштити. Максимално да биде заштитено. И сега ни останува ова, ќе го поврземе на крај плюсот. Во моментов ни останува да го најдеме кабелот од фарот. Да знам дека ќе биде малце заебано, зезната ќе биде. Малце повеќе, пошто е збутано скрос и нема пристап. Ама ќе се обидеме. Добро. Полесно што мислев. Добре, доле тука го најдов. Го отварам конекторот од фарот и ќе видам кој контакт ми треба за долгото се. Со помош на мултимер. Сега имаме контакт. Даваме контакт, местиме мултимерот да измериме напон. Овдека држам на маса и на ова. Ќе се обидам сега да стиснам на прекидачот, да видиме на мултимерот како ќе покаже 12. Ето, 12. Пуштаме, се гаси. Пак стискаме, повторно 12. И уште еднашка сега ќе провериме дали ово има константно 12. Тоа има. Тоа е средно, ова е долго 12. Супер. Значи овдека во овој случај плавата жица ни е 12 волтки. Сега ќе пробам да не го пропастам ни една жица да не скинам. Само ќе го налемам жицата што ќе монтирам, ќе ја налемам овдека. Нова и ќе пробам да вратам. И ќе правим еден тест. Тука не треба да биде изнеколку јака жицата на овој конектор, затоа што дава само сигнал. Нема оптеретување, нема јачина, значи не влече напон, туку само дава сигнал дека пушта струја до релето. Релето тоа го контролира за да нема овдека напон. Доколку јас место релето да прескокнам директно врзам овдека, кој ќе пуштам халогенките кои ќе повлечат струја, тогаш целиот терет ќе дојде на конекторот и плюс на рачката на пуштање на долгото светло. Тоа е најголемиот проблем. Али вака избегнуваме да имаме било каков проблем и мислам дека нема потреба да ставаме некоја предолга жица, пресилна жица и сепак користам жица 0.05. А сите жици што ги користам за овој систем се 0.7. Најдов од инсталација од автомобил, ги користам тие, не ги користам обичните жици што ги имам, да може со било каква жица, само да има добра отпорност и нема да има никаков проблем. Сега ќе гледаме жицата од таму да донесеме до напред, фактички до релето и да го приклучиме све. Сега ќе пуштам јас ракот овдека. И продолжуваме сега во моментов го местам прекидачот.
тоа затегнетово ќе гледате да не штрчи ни една жичка од кабелот, од плусот. Сега ова ќе гледам да го оставам вака некако надвор, да не го прибирам скроз заедно со сите овие останати тука, но прво иде проба. Ево сега долгото работи без ништо и сега го пуштаме ова и сега светат сите. Одлично, ќе можам да го оставам да биде вака. Сега можам да го вклучам и да го гасам, барем во првично време. Значи мора и да ги наштавуваме како што треба и да ги пробаме. Ти. Сяко ти извади. Излеговме сега од дома. Да видиме што сме направиле, дали добро свети, дали вреди за парите. По тоа што гледам, тоа што го видов дома, мислам дека ова ќе биде нешто премногу јако. Али сепак еве најдов една уличка кај што е потполна темница. И сега ќе видим како тоа изгледа. Вака на улици кај што има светло, кога ќе пуштам, да, изгледа доста јако, ама сепак овие светла се наменети за каде што нема да има никакво светло. И со тоа ќе видиме колку ќе помагаат. Многу битно, мене ми е многу битно да свети, да осветлува убаво, пошто сепак со мотор никој не те забележува, иако тоа едно светло не е слабо на моторот. Ама ќе видиме сега, ајде. Баш ќе се наближуваме кон таа улица што е скроз темна. Се наближуваме на таа улица. Ева, потполна темница. И сега кога ќе го пуштам, стварно, ова е премногу добро. Само пак ќе напоменам, ова е само каде што нема сообраќај, каде што нема коли, нема ништо. Буквално да ти го осветли целиот пат и да возиш опуштено. А каде што има возила, ќе биде голем проблем, пошто ќе смета на истите.